Ударот врз здравствениот систем кој го предизвика корона пандемијата кај нас допрва доаѓа. Новиот бран што ја дрма Македонија забрзано ги полни болниците. Доктори сведочат оти се повеќе има наплив на пациенти со тешки симптоми на болеста кои бараат итна хоспитализација. Во ковид центарот на градската општа болница 8 септември секојдневно се примаат по 20 на пациенти. Таму веќе имало и недостиг на респиратори. По моментов можам да кажам дека сме комплетно блокирани како болница. Пред 2 дена бевме приморени да отвориме и пети оддел, за кој што сакавме да го отвориме заради тоа што веќе немавме на вистина место. Се содруваме со огромен проблем и со асистирана вентилација. Прво затоа што пациентите ни доаѓаат практички во најтешка можна состојба. Верувајте дека веќе немаме место ни за машини. Пребукирани сме и со болни, затоа што не е само потребата од кревети да имаме, не имаме потреба секако и од персонал. Персоналот ни е преморен. Имам молба до граѓаните прво да се заштитат самите себе си, а потоа и нас, затоа што верувајте дека веќе мислам дека целиот здравствен персонал, зборам на општо ниво во целата наша држава, е веќе на колена. Во болницата се лекуваат близу 100 пациенти, 10 се на респиратори, уште толку на кислородна поддршка. Таму 15 здравствени работници, меѓу кои 2 доктори се позитивни на вирусот, а 10 се во домашна изолација. И болничките капацитети на инфективната клиника се речиси исполнети. Од 110 кревети, дури 93 се зафатени. Во последното деноноќие на оваа клиника примени биле 16 нови пациенти. Од Министерството за здравство велат од инфективната клиника на располагање ги има и 72 легла од монтажната болница на Брако, која остана да служи како триажен центар. Место за пациенти нема ниту во Битолската болница. Таму се хоспитализирани 25 пациенти, а евентуалните нови случаи ќе мора да се испраќаат во Скопје и во Охрид. Менаџментот на Охридската болница пак извести оти од денеска ќе примале само пациенти со лесна клиничка слика.